Ја прво сакам денеска да заблагодарам и на генералниот секретар на Фонд Бурбон за неговата присутност, воедно и пратеник на Републичното собрание, на пратениците кои се присутни, советниците и нашиот раководен тим во ЈП Комуналец. Вако трпна работа која што ја спремаме подолго време, вако трпна работа во делот на инвестицијата и проектирањето на самата хидроцентрала. Сами знаете дека првите хидроцентрали се изградени 2002 година на системот Лукар за водоснабдување на општина Кавадарци. Тоа е еден благодет кај што морам да спомнам на нашиот господин Маријан Ѓорчев кој што потекнува од Кавадарци, и тие 4 мини хидроцентрали се изградени во 2002 година со капацитет од инсталирана моќност од 1,5 мегавати. После долго време од 2002, еве 20 години, успеавме да изградиме 5-та мини хидроцентрала заедно со јавното предпријатие Комуналец и со стручниот тим и раководен тим кој што го има. Ова хидроцентрала е собственост на општина Кавадарци, односно на јавното предпријатие, каде што приходите од самата централа со инсталирана моќност од 150 киловат на час енергија производство ќе се вливаат во јавното предпријатие Комуналец. Благодетот е само на жителите на општина Кавадарци и на јавното предпријатие Комуналец со ваквите инвестиции во право време, во економска криза енергетска криза во делот на пазарната цена на енергијата. Ова е единствениот начин на опстанок на јавното предпријатие и на општина Кавадарци, а да не биде на терет на жителите. Општина Кавадарци благодет на 4 мини хидроцентрали и на оваа пета која што денеска е пуштена во употреба, има најевтина вода во Република од 18,5 денари по метар кубен за вода, а тоа е по регулаторна комисија само заради приходите од хидроцентралите. Од енергијата која што ја произведуваме по гравитационен систем и е брзо обновлива инвестиција. Инвестицијата од 23 милиона денари, која што денеска ја обелоденовме и ја пуштивме во работа после 7 месеци изградба на централата, е со најсовремена технологија и опрема, која што се каже после директорот. Меѓутоа, гордоста и радоста е кај мене што едно јавно предпријатие, една општина, за пример во Република Македонија, каде што остварува добивка, остварува сите обврски према граѓаните и праве профит во интерес на граѓаните. Реткост во државата, каде што во моментот другите јавни предпријатија, за жал, во многу други општини се во завидна ситуација или со блокирани сметки или неликвидна состојба. Ја ве убедувам дека јавното предпријатие ќе продолжи да работи во таа насока и благодарение на претходниот директор Ѓорго Ѓорџи Попицов и сега на новиот директор Родранче Клинчаров. Така да тимот кој што функционира и работи во јавното предпријатие е објективен и ќе работи само во интерес на граѓаните. Нека им се среќа централава, ова е централа на општина Кавадарци, на сите граѓани, каде што пак ќе кажеме реткост во било која прилика да се има тоа.